Почитувани, добар ден. Ги следите вестите на Канал 8. Општина Кочани е презадолжена со обврски од 2,6 милиони евра, поради што е неликвидна и неопходен е ребаланс на буџетот со кратење на одредени трошоци. Тоа на пресконференција го соопшти градоначалникот Николчо Илиев, откако била направена анализа на финансиската состојба по неговото преземање на функцијата. Долговите и обврските од општинскиот буџет се поголеми од приходите, а мали се можностите да се покријат во краток период, поради што финансиската состојба во општина Кочани е сериозно лоша. Транспарентноста во работењето што го ветив пред изборите ми налага вистинската состојба да им е соопштам на граѓаните, рече градоначалникот Николчо Илиев на својата прва пресконференција по преземањето на функцијата, а на која тема беа општинските финансии. Првичната анализа која направивме, односно ја направија службите на општина Кочани, покажува дека нашата општина во моментот е неликвидна. Со други зборови, да кажеме дека трошоците кои ги имаме не ги покриваат приходите кои ги добиваме секојдневно. На функцијата градоначалник сум од 25 октомври и според сознанијата, односно според информациите што ги добив од моите соработници, ние во моментот имаме на тековната сметка, односно долгови по однос на обврски кои се направени во изминатиот период, значи тековни по фактури околу 48 милиони денари. Тоа значи дека обврските денеска што лежат за измирување само по основ на тековни обврски се околу 800.000 евра. Илиев додаде дека покрај овие долгови, општината има и финансиски обврски за отплата на ратите од земените кредити од Светска банка, од кои едниот кредит има остаток за враќање од 19 милиони денари до 2022 година, односно нешто повеќе од 300.000 евра, додека другиот што доспева за враќање до 2027 е на износ од 57 милиони денари, односно околу 1 милион евра. Освен нив, општината има и невратена краткорочна позајмица од буџетот на државата во висина од 3,5 милиони денари, што не е подмирена со години, како и други обврски по основ на изведени проекти, а за што пристигнуваат фактури. И на крајот, кој ќе ги собереме се вкупните обврски кои произлегуваат по долгови од основниот буџет, излегува дека нашата општина е презадолжена општина и неликвидна општина, односно општина задолжена од 157 милиони денари. Или, со други зборови, нашата општина има долгови за враќање по основ на по сите основи од 2,6 милиони евра. Но овие долгови треба да се додадат и неплатените обврски на училиштата во општината, што изнесуваат вкупно 43 милиони денари или над 700.000 евра, поради што едно училиште веќе има блокирана сметка, а наскоро тоа може да му се случи на уште едно, додаде Илиев. Исто така, трошоци на буџетската сметка се направени и со неодамна завршените локални избори, и тоа во висина меѓу 2,5 до 3 милиони денари. Сепак, и покрај ваквата состојба, Илиев рече дека ќе работи на поправање на финансиската дупка. За да може општината понатаму да продолжи да функционира, ни следи, за жал, најбрзо што е можно, ребаланс на буџетот за 2017 година, се со цел да го доведеме буџетот во едни рамки, каде што ќе можеме колку толку нормално да функционираме, односно со ребалансот ќе предвидиме кратење на приходите кои веќе ги нема, се предвидени ги нема, меѓутоа од другата страна ќе ги скратиме и расходите кои преостануваат уште за реализација. Според градоначалникот Илиев и покрај сериозноста со задолженоста на општината, не треба да има паника, затоа што ќе се бараат начини за наплата на побарувањата, а ќе се разговара и со доверителите тие да помогнат во надминувањето на задолженоста и постепено да се плаќаат обврските кон нив. На пресконференцијата имаше и други податоци околу финансиската состојба на општинската буџетска сметка, но за нив подетално ќе информираме во наредните денови. На мала свеченост во општина Виница, председателот на општинската изборна комисија им ги додели уверенијата за функциите на новиот градоначалник Ивица Димитров и на членовите на Советот.
По меѓусебните честитки за остварените изборни резултати, новата локална власт вети дека заеднички ќе работи на остварување на преземените задачи во интерес на граѓаните. Сите членови кои влегоа во составот на Советот на општина Виница заедно со новиот градоначалник Ивица Димитров присуствуваа на свеченото доделување на уверенијата од Општинската изборна комисија, со што и официјално ги презедоа мандатите за своите функции. Председателот на комисијата Ацо Ѓоргиевски оцени од изборниот процес поминал фер и демократски, со сосема мали технички проблеми што воопшто не влијаеле на постигнатите резултати и на распределбата на местата во Советот. Јас им честитам на сите изверени, советници и градоначалник на општина Виница и им посакувам успех во водењето. Вие сте сега креатори на општина Виница, како за изгледот, така да економски просперитет. И сакам да напомнам друго. Значи, кој ќе одлучувате? Одлучувате со разум, не одлучувате со емоции. Друго сакам да напомнам дека ако сакате некој да разберете, заменете ги местата. Еден да биде на тоа место, вие на другото место. Ако е добро, правете го тоа. Ако не е добро, не го правете. Пошто сите сме луѓе. И трето, има една изрека, правете го она што сака да ви го прават. Градоначалникот Димитров изрази благодарност за коректната работа на Општинската изборна комисија во двата круга од изборите и најави дека ќе ги почитува препораките за заедничко и конструктивно работење со Советот. Честитка до избраните советници на општина Виница и се надеваме дека во следните 4 години ќе соработуваме заедно и дека ќе ги представуваме интересите на граѓаните. Граѓаните на нашата општина гласаа за живот во Виница, гласаа за млади и стручни просперитетни кадри кои ќе водат нашата општина. И двајцата носители на советничките листи од коалициите на СДСМ и ВМРО ДПМН рекоа дека ќе бидат конструктивни во работењето на Општинскиот совет на Виница. Голема благодарност до жителите на општина Виница кои не ја дадоа нашата поддршка, што не поддржаа во овие избори. Честитки за сите советници, се надевам дека ќе имаме плодна и успешна соработка како со опозицијата, така и со градоначалникот на општина Виница Ивица Димитров. Во оваа прилика сакам да се заблагодарам на сите граѓани на општина Виница кои што гласаа за советничката листа на ВМРО ДПМН. Ние ќе ги представуваме нивните интереси во Советот на општина Виница и ќе се бориме сите оние проекти кои се во интерес на граѓаните на општина Виница ќе ги поддржиме, но сите оние кои што се спротивни на интересите на граѓаните на општина Виница, значи жестоко ќе се спротивставиме. Во Советот на општина Виница распределбата на местата беше меѓу двете најголеми коалиции, при што од вкупно 15 советници, мнозинството со 8 го има СДСМ, а другите 7 како опозиција му припаднаа на ВМРО ДПМН и коалиционите партнери. Конститутивната седница и преземањето на работните обврски на новата локална власт ќе почека до наредната недела, со оглед што новиот градоначалник се уште ја извршува функцијата директор на Државниот комунален инспекторат во Скопје. И градоначалникот Блаже Станков со членовите на Советот на општина Зрновци ги добија уверенијата за предстојниот 4-годишен мандат. На средбата што ја организираше Општинската изборна комисија беа упатени честитки за изборот, при што беше речено дека со тоа започнуваат нивните обврски за работа во интерес на сите граѓани. Општинската изборна комисија од Зрновци на пригодна свеченост им ги додели уверенијата за нов мандат на градоначалникот Станков и на советниците што влегуваат во составот на Советот на општината. Председателката на комисијата Светлана Димитровска рече дека изборите поминале во демократска атмосфера, поради што упати честитки и до граѓаните и до учесниците во изборната кампања. Да ви честитам за високата свест и достоинство во процесот на локалните избори. Во Зрновци изборите беа фер и демократски и во името на членовите на Општинската изборна комисија на сите ви ја честитам победата и ви посакувам успешна и ефикасна работа. И како граѓани на Зрновци, значи очекуваме да работите во интерес на сите граѓани и да им помагате на граѓаните во општина Зрновци. Од име на присутните на доделувањето на уверенијата, благодарност за довербата од граѓаните искаже градоначалникот Блаже Станков, кој во наредните 4 години потрет пат ќе ја извршува функцијата. При тоа најави соработка со Советот за да се реализираат најавените проекти. Пред се сакам да се заблагодарам на граѓаните на општина Зрновци што повторно ми го дадува овој мандат, советување дека и понатаму ќе работам посветено со цел да ја исполнам програмата, односно да го
исполно ветенот на Советот. Му го честитам изборот за Совет на Општина Зрновци и очекувам конструктивна соработка со сите советници. Очекувам дека ќе работиме во интерес на граѓаните. Бидејќи затоа сме изберени, јас очекувам секој предлог кој што е во интерес на граѓаните ќе биде прифатен од сите советници. Советот има вкупно 9 советници, од кои, според постигнатите резултати на изборите, по 4 се од коалициите на ВМРО ДПМН и на СДСМ, а еден советник го доби мандатот како кандидат од независна листа. На свеченоста по повод доделувањето на уверенијата беше договорено конститутивната седница и изборот на претседател на Советот да се одржи идната недела, поради отсуството на еден од избраните советници. Вклучување на медицинските сестри од кочанските здравствени установи, Општата болница и здравствениот дом во Сдруженијето на медицински сестри, техничари и акушерки и формирање на сестринска комора која ќе ги застапува правата и должностите на нивната професија е целта на состанокот на медицинските сестри од Кочани со представници и координаторите на Сдруженијето од Скопје, кој што се одржа во Општата болница во Кочани, а на кое присуствуваа голем број медицински сестри од кочанските здравствени установи. Да се почитуваат вистинските вредности на сестринството со една единствена цел – сплотување на сите здруженија во една комора, која ќе биде правен субјект и ќе ги застапува правата и должностите на сестринската професија, е целта на Сдруженијето на медицинските сестри, техничари и акушерки за нас, чии што представници присуствуваа на состанок и во Општата болница и здравствениот дом Кочани. Целта на состанокот со медицинските сестри од кочанските здравствени установи е да и тие бидат вклучени во активностите на Сдруженијето и Унијата и преку состаноците директно да се укаже на потребата од единство и дека сестринската фела мора да се обедини во едно единствено тело за да ги постигнат посакуваните цели. Многу пријатно изненадено како пријатно добре дојде доживеавме во Општата болница од нашите драги колешки. Многу ми е мила нивната иницијатива со која што они побара да бидат дел од Сдруженијето за нас, кое што во изминативе 2-3 месеци веќе работи на промоција на единствената цел на сплотување на единственост на медицинските сестри во Македонија, се со една цел да сестрите добијат правен субјект кој што се вика сестринска комора и кој што ќе биде овластен и ќе биде предвиден во Законот за сестринство. Ние сме во моментот во време кога имаме измени на дополнување на Законот за здравствена заштита и се очекува после неговото верификување да има слух во раководните структури, а се надеваме ќе имаме, да медицинските сестри го добијат и својот закон за сестринство. И од тука и произлегува целта на нашето здружение за нас, во кое што ние сите сакаме да се сплотиме така единствени, на еден племенит начин, како што е племенита нашата професија, да не препознаат раководните структури како една многу важна професија во нашата област, каде што ќе се пронајдеме и ние ќе се докажеме во сопствената професија со нашите интервенции во еден закон за сестринство, каде што сестринската комора како правен субјект ќе ги обележи сите наши законски норми по кои што ние треба да функционираме како профил, меѓутоа ќе ги на некој начин ќе ни ги донеси и нашите права. Веќе се чувствува и бенефитот од постоењето на Сдруженијето на медицинските сестри, техничари и акушерки, кај оние сестри и болници кои што се вклучени во Сдруженијето. Медицинските сестри од Здравствен дом Скопје пристапија во Сдруженијето за нас и со тоа и во Унијата за нас и со самото пристапување веќе започнавме во афирмирање на сестринската професија, да го подигнеме сестринството на она ниво кое што го заслужува, не само во афирмација на професијата, туку и да го обезбедиме на медицинските сестри статусот во општеството кој што го заслужуваат и да се обединиме во комора како што тоа го прават сите сестри во нашата околина, во сите околни земји, да се формираме една наша сестринска комора во која сите заедно ќе бидеме обединети. Медицинските сестри од Општа болница и Здравствен дом Кочани во голем број присуствуваа на средбата, бидејќи тие секојаш несебично аплицираат во сите збиднувања што се случуваат со сестрите и посебно во Сдруженијето. Денеска на наше големо задоволство, после подолго време, од нашата иницијатива стапивме во контакт со координаторот на Сдруженијето на медицински сестри и техничари на Унијата на сестри, со колешката од Скопје Гордана Бешлиовска.
Присуството на сестрите беше големо. На оваа средба се пројави голем интерес да се зачленеме сестрите од Општа болница и од Здравен дом од Кочани во Унијата и на тој начин да можеме понатаму да ги остваруваме своите права и бенефити во нашата сестринска професија. Медицинските сестри од Кочани од оваа средба па во иднина ќе бидат вклучени и ќе земат активно учество во сите активности и задачи кои што ги реализира Сдруженијето на медицински сестри, техничари и акушерки и се надеваат на што поскоро формирање на сестринската комора која ќе ги застапува правата на медицинските сестри и ќе ги имплементира во здравствената политика. Културен настан под наслов Ритмички круг заедно како едно срце се одржа во паркот во Кочани. Учество земаа ученици, наставници, родители и сите заинтересирани граѓани кои се здружија во Ритмички круг и преку ритам соработуваа и создаваа хармонија. Настанот го организира Центарот за заедничка основа како дел од иницијативата Нов културен бран, подржан од Министерството за култура на Република Македонија. Во соработка со музичари, тапанари, перкусионисти и граѓаните, проектот Ритмички круг заедно како едно срце и во Кочани во паркот беше реализиран јавен ритмички круг. Станува збор за настан во кој сите присутни соработуваат, заедно создаваат хармонија и чукаат како едно срце. Настанот е дел од серија од 3 вакви хепенинзи во Дебар, Кочани и Пештани, а представуваат една метафора за моќта на заедништвото, соработката и позитивната енергија меѓу граѓаните на една заедница. Целта е да се реализираат кругови на ритам на јавни места, инволвирајќи ги граѓаните по покана, јавна објава или случајни минувачи во заедничко удирање во ритам, во знак на моќта на граѓаните и се што можат заедно да постигнат во подобрување на животот во своите заедници. Проектот воедно ги промовира музиката и традиционалните ритми, особено ритмот како медиум за духовно здравје и како техника за развивање на тимската работа, врз основите на богатите традиции кои ги имаме во наследство, како и врз основа на модерните текови во ова поле. Овој проект е наречен Ритмички круг. Чукаме заедно како едно срце и според насловот идејата е преку ритам заедничко тупање или заедничка перкусија да соработуваат младите и другите граѓани, заеднички да ја ствараат културата, да ствараат еден настани во својата заедничка. Ритмички кругови се долга традиција, сум учествувала на такви во Запад и идејата е дека прво ритамот соединува, ритамот е дел од телото, нели срцето е ритам, дека е здраво да се живее преку ритамот и потоа овие кругови се еден вид на соработка каде што секој го игра својот дел и заеднички се ствара една хармонија. Како метафора на тоа што ние треба да го правиме во нашите заедници за да одиме напред. Настаните ги води перкусионистот Драган Теодосиев, инаку студент на Факултетот за музичка уметност во Штип, во соработка со други локални музичари и други членови од тимот. Во случајот, соработката беше воспоставена со хорот и оркестарот на Основното училиште Свети Кирил и Методиј од Кочани. Празнична литургија по повод празникот Свети Димитрий ќе се одржи во вторник и среда на 7 и 8 ноември, со што ќе биде одбележан и празникот на општината Зрновци. Со Светата Божествена литургија ќе ќе началствува владиката Иларион и свештеници од Кочанското архиерејско наместништво. Од црковниот одбор при храмот ги покануваат сите верници да присуствуваат на литургијата посветена на заштитникот на општината Свети Димитрий. Во еден од најстарите обележја на христијанството во Зрновци, црквата посветена на Свети Димитрий, наредната недела ќе биде одбележан верскиот празник Свети Димитрий, патронот на црквата и празникот на општина Зрновци.
По тој повод во вторник на 7 ноември ќе се отслужи вечерна богослужба во присуство на верници од Зрновци и околината. Потоа следува празничната вечера за верниците во манастирскиот двор. Утре дента на 8 ноември, среда, кога се празнува и празникот Свети Димитри, кај народот познат како Митровден, ќе се одржи празнична златоустова литургија на која ќе чиноначалствува митрополитот Брегалнички Иларион во сослужение на свештенослужители од Кочанското архиерејско наместништво. Потоа следува празничниот ручек за верниците. Од црковниот одбор при храмот ги покануваат сите верници да присуствуваат на литургијата посветена на Свети Димитри. Инаку во црквата посветена на Свети Димитри продолжуваат активностите за фреско живописување на внатрешниот дел од црквата. Со одлука на црковниот одбор на Зрновската парохија, како и со финансиска подршка на голем број верници, голем дел од иконите и фреските веќе се готови. Останува да се насликаат мал дел од фреските над влезната врата во црквата, градена во средината на 19 век. Свештеникот во црквата Лазар Коцев неодамна за Канал 8 истакна дека целосно е завршена реконструкцијата на црквата, која наместа беше напукната од слечиштето на теренот, каде што е изградена. Реконструкцијата и заштитата ја реализирале со подршка на општината, но и на верниците од Зрновци. По живописување на двете нови цркви во селата Мородвис и Видовиште, решиле и во останатите делови од оваа црква, каде што нема фрески, истите да бидат насликани. За сега работите се одвиваат според утврдената динамика, а одзивот на верниците за донирање на средства за изработка на фрески во црквата е задоволителен. Истите се изработуваат од страна на зографот Валентин Ѓурковиќ од Кочани. Инаку црквата Свети Димитри располага со богат фонд на икони создадени кон крајот на 19 век од засега непознат автор. Ги има вкупно 65 кои се ставени под заштита на државата. Во црковната библиотека пак се среќаваат и голем број на книги на црковно-словенски јазик кои датираат од 1833 до 1900 година, за чии корици тогашните свештеници ја запишувале историјата на Зрновскиот крај и пошироко на населените места под Плачковица. На 9 ноември во Центарот за култура Бели Мугри ќе биде отворена првата самостојна изложба на авторката Марија Мицова Гацова под наслов Едноставен пејзаж. Проектот е финансиран од Министерството за култура на Република Македонија во програмата за 2017 година. Едноставен пејзаж е насловот на самостојната изложба на ликовниот уметник Марија Мицова Гацова од Кочани, која што на 9 ноември ќе биде отворена во Центарот за култура Бели Мугри. Мицова Гацова средно училиште завршува во Уметничкото училиште Лазар Личеновски Скопје, а дипломирала 2001 година на Факултетот за ликовна уметност во Скопје, во класата на професор Рубен Скорубин. Добитник е на наградата Ѓорги Зографски во Средното уметничко училиште. Член е на Друштвото на ликовни уметници Кочани и Друштво на ликовни уметници на Република Македонија. Работи како ликовен педагог во Основното училиште Свети Кирил и Методи во Кочани. Ова е прва неизина самостојна изложба, а има учествувано на повеќе групни изложби. Живее и твори во Кочани, а обсесија и е дивиот неурбанизиран пејзаж. Ја фасцинира недопрениот простор, по-конкретно едноставниот пејзаж симплекс во примарната форма. Марија во своето творештво не пренесува едноставни визуелни репродукции, туку концептуализиран пејзаж изразен преку референции и индиции, при што се ограничува на сноп од вертикални линии, кои кај неа ги евоцираат елементите на недопрената природа. Комуникацијата помеѓу реалното и имагинарното во своите слики ја сведува на два основни правци – естетски и идеен. Незиното сликарство е суптилна артикулација на ликовни елементи и поими во ускладени визуелни представи. Следува информацијата од спортот. Викендов продолжуваат првенствата во првата фудбалска лига за жени и во втората лига Исток во машка конкуренција. И двете екипи од Кочани ќе бидат домакини, при што Осогово ќе го пречека Кавадаречки Тиквеш, а женскиот фудбалски клуб Кочани на Никола Мантов ќе игра против Њујорк од Скопје. В сабота ќе се одиграат надпреварите од 11-тото коло во првенството на втората лига Исток, во кое фудбалерите на Осогово ќе бидат домакини на Тиквеш 1930 од Кавадарци.
Нашиот второлигаш има негативен резултат со Кавадарчани, со оглед што се врати со пораз од 2:1 од надпреварот од второто коло што го одигра како гостин. Иако лозарите не се во најдобра форма и играат променливо, сепак се држат во средината на табелата, за разлика од Осогово кое остана цврсто на дното со освоените 7 бода. Победа на жолто-сините им е повеќе од потребна, за да фатат некаков приклучок со екипите од долниот дел, но и да ја прекинат серијата од 7 средби без да ги освојат 3 бода. Надпреварот против Тиквеш на стадионот Никола Мантов е закажан со почеток од 13 часот и 30 минути. Викендов продолжува и првенството на првата фудбалска лига во женска конкуренција. В недела ќе се игра 6-то коло, во кое женскиот фудбалски клуб Кочани ќе биде домакин на средбата со тимот на Њујорк од Скопје. По нерешениот резултат и освоениот бод од минатото коло, кога девојчињата гостуваа во Куманово против Речица, овој надпревар е поволна можност да се забележи победа и да се подобри бодовното салдо. Причина за тоа е и што скопјанки се најслаба екипа во ова првенство и без ниту една победа или нерешен резултат се последни на табелата. Средбата на стадионот во Кочани в недела започнува во 12 часот. Во втората футсал лига ќе се игра третото коло, во кое екипата на Унипап на домашен терен ќе го пречека Овчеполе од Свети Николе. По двете победи и максималниот број бодови од претходните две кола, ова е нова можност за нашиот клуб за мал фудбал да го зголеми бодовното салдо и да се зацврсти во горниот дел на табелата. Надпреварот се игра в сабота со почеток од 19 часот во салата на основното училиште Никола Карев. Почитувани, временската прогноза беше последната информација и во ова петочно издание на вестите на Канал 8. Ви посекуваме пријатен викенд. Довидување.